Гледачи, како што најавивме на почетокот на изданието на вестите од регионот, гостин во студио. Мој гостин денеска во вестите Сречко Унчев. Сречко, добре дојде во вестите на ВИС. Добре ве најдов. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на канал ВИС. Така, вие меѓу струмичани сте познат како фотограф. Многумина од струмичани веќе се фотографирани и веќе влезени во вашиот објектив. Овдека денеска сме неслучајно, бидејќи утре ја имате првата самостојна изложба која што за среќа е финансирана од Министерство. Кажете ми, какво е чувството после толку години фотографирање, еве и самостојна изложба да имате пред струмичани? Така, значи утре ќе се случи моја самостојна четврта поред изложба на фотографии, која е влезена во програмата на Министерството за 2016 година. Финансиски е поддржана изложба која на некој начин ќе ме покаже во едно друго светло, не онака како што струмичани се навикнати да ме гледат, тоест да ги гледат моите фотографии. На оваа изложба ќе се најдат поставени околу 45 фотографии. Нема некое име, не е насловена, повеќето од нив ќе бидат абстракција, значи тоа се слики, фотографии блиски до слики на она окружување околу нас. Значи ќе бидат поместени фотографии со мотиви, јас би рекол, од површини на овошје, на вода, на мраз, на лед, на прашинки, стакло, рефлексии. Така, не секојдневни слики кои што ги гледаат струмичани. Секој од гледачите, од публиката ќе може сам да си создава своја слика во својата фантазија, во својата глава. Така. Убаво е да кажам дека изборот, селекцијата на фотографиите ја направи Александар Филев, нашиот познат мозаичар и сликар од Струмица, кој воедно ќе биде и ќе отвори изложбата. Му беа понудени повеќе фотографии, повеќе од 100-150 фотографии, тој направи еден избор, по негов избор. Јас му верувам дека тоа е правиот избор, значи за да можат гледачите, публиката да ужива во една таква постановка на фотографии со абстрактни мотиви. Така, рековте на 40 на слики ќе бидат изложени. Да. Кажете ми, колкав период време се работени сликите? Тоа се фотографии работени во подолг временски период, подолг. Јас би рекол можеби и 4-5 години. Си го чекаа моментот кога ќе се појават на изложбата и еве, дојде тој ден, значи петок 23-ти, нека повелат нашите струмичани да ја видат оваа изложба. Јас се надевам дека изложбата ќе биде успешна по реакциите што ги добивам на Facebook, бидејќи, нели, така, Facebook го користиме за да ги поканиме гледачите, тоест публиката во Центарот за култура. Тие се информирани и знаат што ќе се случува и се најавуваат дека ќе дојдат во голем број. Мислам дека ќе бидат задоволни од тоа што ќе го видат, што ќе биде поставено во фоајето на Центарот за култура Антон Панов. Така, јас ти благодарам што одвои време и што ја најавивме големата изложба во текот на утрешниот ден. Таа почнува во 20 часот во Домот на културата. Се надевам дека ќе има многу публика и ќе има што да види. Ви благодарам на поканата за гостувањето во вестите на канал ВИС. Вам, почитувани гледачи, ве оставам да останете и понатаму со содржините на ВИС.